If you're unsure of what to do, here's a video of Radiohead frontman and super weirdo Tom York to help you decide. Hello, I'm Tom York. You might know me from Radiohead or my passing resemblance to a melting Tilda Swinton. Not many people know that I'm blind in one eye. Can you guess which one? The doors that let you in and out, but never open. Добро дечки, во новата единица на рубриката Хана и Борис во дискусија за албуми. Овој месец го имаме Иван Николовски како гостин. Ќе зборуваме за албумот Kid Amnesia, односно тоа е компилација од два албуми, Kid A и Amnesiac, да, од Radiohead. И одлучивме да го земеме Иво како гостин овој месец затоа што е најголемиот фан на Radiohead во светот, претпоставувам, има многу. Не, има поголеми фанови од мене, ама од луѓето што ги знам, да, најголем фан. Да. Да почнам со импресиите, би сакал барем малку да дадам светло на историјата на конкретно овај проект, односно оваа сесија, бидејќи и Kid A и Amnesiac се излезени од практично истата сесија, наменети се за да бидат, барем оригиналната идеја било да бидат еден подолг албум, но на крајот биле поделени, бидејќи им кажал лейбл дека ќе биде предолго, фактички. Така и затоа се одлучиле да бидат. Па да, но и самиот албум, самата сесија што представува за бендот, мислам, самата сесија за Radiohead представува според мене најизбунетото, најмрачното, најдемотивираниот период од постоењето на бендот, каде што почнале да снимаат тоа што би требало да го следи OK Computer, а никој не би знаел што би требало да го следи OK Computer. И песните евентуално само стигнале до некои извитоперени верзии каде што воопшто не се ни чувствувало рок-н-рол коренот на Radiohead. И рок-н-рол коренот на Radiohead воопшто според мене не се ни чувствува, скоро не се чувствува на целата компилација, посебно во Kid A. Да, немаат ни гитара, мислам, многу малце песни. Да, мислам, и кога имаат гитара не е искористена на начинот на кој што би очекувал гитарата да е искористена, главно за мене, мислам, албумот, ако го класифицираме, не го водат, за прв пат не го водат гитарите, го водат сајзерите, го водат семпловите, го води манипулацијата со звуци, а посебно и Amnesiac, во кој што се вклучуваат и гитари, и пијано, и знаеш, класични рок-н-рол инструменти, но сепак има и во тој албум има и придонеси на джез, например, има викнато, мислам, и за Kid A и за Amnesiac имаат викнато джез сешн музичари, имаат викнато класични сешн музичари, имаат искомбинирано многу стилови и ама звучи како комбинација направена без некаков план. Да. Звучи и тоа не звучи на комбинација, ова не е негативна, баш го сакам албумот ради тоа, но звучи на комбинација што не е направена по некој калап. Не само по некој калап, туку и по некоја природна, логична еволуција, односно некое размислување за песните, туку песните буквално звучат, барем мене ми звучат како да се тешко родени. Самиот бенд во овај период
некако добива искушение поради самиот тој факт дека го имаат направено албум како OK Computer и вадат албум како OK Computer и се случува нивната прва светска турнеја, него нивната прва мега светска турнеја. Каде што се хедлайнери... После OK Да, после OK Computer, каде што се хедлайнери на сите најголеми фестивали, каде што имаат цело време интервјуа и се случува момент кога се враќаат од таа турнеја, се случува момент на окей, сега што правиме? Што понатаму? Се чувствува тоа кога го слушам. Барем моето доживување е такво. Се чувствува моментот на добро што правиме со ова сега. Не знам дали ме сваѓаш. Да, па тоа е не Ама мене ми е барем моето како таму и да лежи есенцијата на Radiohead во таа тегобност според мене. И сметам дека тоа што кога ќе кажеме Radiohead денес, доста познат бенд, сите што ги имаат слушано имаат перцепција за Radiohead која што многу често вклучува тегобност, бидејќи се таков бенд и тоа се темите. И мислам дека иако претходните 3 албуми, да кажеме пред Kid A и Amnesia како четвртиот и петтиот албум, претходните 3 имаат доста негативни емоции во нив, но ова е според мене Kid A е првиот албум каде што навистина ги дефинира Radiohead не само од емоционален спектар, туку и од тој музички спектар кој бидејќи не само емоционално и текстовите што представуваат тегобност, туку и од музичкиот спектар, тој хаос по кој што е познат Radiohead денес, сметам дека не се случува до пред Kid A. Има принеси од тоа на OK Computer, има елементи, ќе кажеш, влегуваат малце по-експериментално она, но Kid A е дефинитивно, ако го слушаш Kid A после OK Computer, посебно луѓето што го слушале во тоа време, кога излегол, во раните 2000-те. Да, 2000-те е излезен Kid A. Мислам, Kid A и Amnesiac се снимени буквално се снимени од 99-та до почеток на 2000-та. Тоа е баш кога се менува милениумот, тогаш се снимени двата албуми. Тука моментот кога излегува Kid A е едно од, според мене, најуспешните обиди за комплетно неочекуван албум. На почетокот не бил успешен, нормално. Сите ги знаат Radiohead како рок бенд. Направија еден релативно чуден рок албум, но сепак доста стандарден. Согласно знаеш со рок-н-ролот, сепак тоа се имаш гитари, солажи, строфа, рефрен, строфата е дивка, рефренот е гласен. Сите рок стандарди ги има во OK Computer, сега малце е почуден, ама Kid A е албум што скрос не можеш ни рок музика да го наречеш, нема врска. Не може така. Kid A Amnesia како целина, да. Како целина, не како има поларитети у самата таа склопка, не знам како да кажам, како и самите песни не можат да се одредат меѓусебно, надвор од тоа да ги споредиш со другите песни на Radiohead. Да, самите песни као сами со себе немаат една поврзна точка. Да, освен тоа што сите се неочекувани. Да. Тоа е поврзната точка за мене. Кога го слушаш албумот со тек на време, мислам, ако ги слушате како компилација, што тоа е поентата, го препорачуваме албум, јас го препорачувам албумот како компилација да се слуша, да, како целина. После некое време, дури, мислам, не после некое време, би рекол дека повеќето луѓе што ќе го слушаат после втората, третата песна ќе им се навикне мозокот на окей, не можам да очекувам ништо од албумот. Да. И е окей, знаеш, наеднаш ќе биде нешто електронско со сајзери во екстремно чуден ритам и ќе влезе Free Jazz труба,
што Преска го слушавме во кола и Борис кажа нешто во однос на тоа, но безводност на Да, за името трубаше звучи. да, на National Anthem. На таа? Да, мислам ако Да, што зборуваш звучи со ако лажите. да стоме и Да. Тикало сме кај да песната. Ама, не знам, мене искрено баш ради ствариве што ги зборевте ними се, не знам, не се уклапувам баш со албумот. Па тешко е да се уклапаш воопшто со албум. Да, Малце албум кој што за мене целата емоционална сатисфакција што сум ја добил од албумот е од самото тоа чувство на не знам, сум го слушал и албумот ми давал некоја анксиозност што многу мислам ме внесувал во некој посебен свет. Picking up every last crumb. The big fish eat the little. Албумот со самото тоа што е толку непредвидлив за мене, мислам, мене секогаш ми давал некое емоционално задоволство, тој факт што е непредвидлив и дава некое чувство на блага, но на малку пријатна анксиозност, на тоа да не знаеш на каде те води албумот и во кој момент може да изрипа нешто. Да. Мислам, буквално првиот пат кога го слушав, кога бев девето одделение, воопште не ми се свиѓаше. Зашто ме плашеш? Зашто ќе ја чуев следната песна и ми беше страв. и ти го Не страв, туку да, тоа ти го гради тоа чувство од да, напред. добиваш Да. лошо чувство во стомакот, што баш мислам дека мислам нема баш интервјуа толку од периодот кога се правел Киде и Амнизија, има интервјуа после тоа каде што Том Јорк зборува за како се чувствувале во тој период. И мислам добро што нема толку интервјуа од тој период, бидејќи барем како што Том Јорк објаснува, било далеку најхаотичен процес. Мислам, песните, сите песни на крајот немале врска со тоа што како почнале. Албумот е снимен на многу различни локации, од Лондон до Париз, имаат студио направено посебно, мислам, за Radiohead во Копенхаген, што на крај не се ни искористило целосно, така да и тоа им пропаднало. И е екстремно хаотичен момент во бендот, каде што се слуша несигурноста за дали и како ќе постои бендот понатаму. Искрено мене ова видување многу ми се допаѓа и многу ми дава сигурност како надежен артист, затоа што ете со Борис кога правиме музика ја имаме таа борба меѓусебно, наречам, као што правиме, дали оваа песна се поклопува со претходната песна што сме направиле, која ни е идејата за албумот и се тоа е многу убаво да знаеш дека скроз не мора да има поента. Не мора да има целина, не мора само затоа што една песна е ваква, не мора другата песна да биде Да, но слична или сепак тој домен. Албумот, мислам, тематски, емоционално, јас мислам дека апсолутно има целина. Како мислиш? Зашто поише, не знам, според мене е да најдеш удобност во неудобното. Да. Да. Дека и самиот бенд и самите песни се многу неудобни, ама пак ти даваат некаков комфорт. Да, јас се согласувам, искрено и јас го имам истото доживување кога слушам албумот. Тешко е да направиш структуриран и концизен, структуриран, концизен, прецизен било каков албум што е многу очигледно целина и што многу очигледно се поклопува. Тешко е да направиш таков албум ако ти не си во такво состојба. Да, меѓутоа види за албумот можеби има некаква целина, меѓутоа ако збориме за
Kid A посебно и Amnesiac посебно. Мен кога ги слушам двајцата заедно нема поврзна точка, барем песните што се од Kid Да, A да. и песните А што не- се од Amnesiac, а- затоа што нели ти спомна едниот е премногу електронски албум, а другиот е премногу као меланхоличен, Да, и премногу да. депресивен. И Да, не можам да ја најдам сврзната точка во тоа, искрено. Па добро, има и меланхолични има и доста меланхолични бавни песни на Kid A, како последната на пример Motion Picture Soundtrack или How to Disappear Completely. Да. А има и електронски песни во Amnesiac, само што самите песни се направени наизменично, зборувам од истата сесија, се направени се во истото време и наменети се за да бидат наменети биле оригинално за да бидат целина, но е многу чудно како тоа испаднале поделени и звучат поделени до одреден степен. Јас сепак сметам дека како целина е најубаво да се слуша, но дефинитивно има две приказни тука. Дефинитивно има, знаеш, зборам од соничен аспект и од жанровски аспект, ја има електронската приказна на една страна и помеланхоличната по-джез. Прикабејќи Amnesiac може да се каже како албум со најмногу джез принеси од било кој Radiohead албум. И еве и најпоследната песна на целата компилација, ако стигнете до таму, Life in a Glass House, е една од песните на Radiohead каде што дефинитивно се слуша најмногу джез влијанието. Politics and don't throw stones. Your Royal Highness. Хана ми спомна дека со Борис сте го, или барем ти лично си го нашла албумот кога си напишала декемвриски албум. Да, на Google побарав албуми за слушање у декември и искочи овој албум. И така ми текна и Иво да го викнем у емисија да пуша Да. Radiohead. И мислам дека е баш многу... Јас го слушам албумот доста, еве да кажеме, редовно, не толку редовно, мислам како барем еднаш годишно ќе ги преслушам двата, ама навистина ако треба да одберам време за слушање на албумот, би било декември или ран јануари. Па да, Само бидејќи тоа е за мене барем периодот од годината каде што најмалку се знае што правиш и што ќе правиш. Знаеш, си планираш за следната година ова вака, ова така, ама е само период каде што се замрзнато буквално и небуквално. Не, мрачен завршеток. Мрачен завршеток, да. Па не, мрачен завршеток за многу мрачен албум, со среќа на тие што ќе го слушате. Барем поентата е да им го привлечеме албумот, а Не, ова е привлечно. Да. Мислам дека знам за многу луѓе што ќе им кажеш колку е мрачен албумов, ќе ти е страв да го слушаш и топ. Знаеш, за да се покажат као ја можам да го слушам, ама да. Го препорачувам на сите ладно да е или да е касно навечер или да не ве замара никој, као да сте сами дома или сами у соба, whatever, да не ве замара никој, само да го искусите како што е. За тие што деќата толку мрачно, има и некои песни што се баш онака. Да, има некои. Текстовите пак се мрачни, ама барем има некои песни што се малце поенергетични од музички, од инструментален аспект. Па, да. Тоа е да ги слушате во овие зимски денови, да ги слушате песните, да си уживате у празниците. Се гледаме нареден месец во форматот што ќе ве најдеме, дали на текст, дали видео, дали подкаст, ќе видиме. Се надам дека уживате. Да.